Добро дојдовте во процес. Марихуаната и неизината употреба во медицински цели предизвика експлозија од интерес. Маслото од канабис отвори надеж за болните од рак, мултипла склероза и други тешки болести, но предизвика и контраверзии и отпори, особено кај дел од медицинската фела. Кај нас се формираат здруженија, расте бројот на поддржувачи, зелено светло даваат и од една политичка партија од опозицијата. Се подготвува ли терен и за легализација на марихуаната во секојдневната употреба? На оваа тема дебатираат Жарир Симрин, член на Канабис клубот и активист, и доктор Амнон Чибишев, поранешен директор на клиниката за токсикологија и пратеник во Собранието на Република Македонија од владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Фала на поканата. Жарир, вие почнавте еден вид на кампања со која велите дека примарна цел ви е легализација на марихуаната во медицински цели. Зошто? Зошто млади луѓе имаат интерес пред се да се легализира марихуаната во медицински цели? Вака, моментално толку ни е јадна ситуацијата да не викаме да се легализира за сите, него викаме да се легализира за тие на кои што стварно им треба, значи болни од канцер дискутираме за почеток пред умирање. Значи, а понатака ќе дискутираме и ќе видиме дали е тоа нешто добро, кое што треба да се користи понатака, да се како да ви кажам, да се да се внесат новите сознанија, едноставно. И да не се отфрлуваат секогаш као ние више се знаеме. Секогаш има нешто ново. Значи, а сега излезе вистината. Едноставно, знаете, кога знаете толку многу работи, сакате да ги споделите. На луѓето да им помогнете дека едноставно ќе имаме по-здрави генерации во иднина. Тоа е, значи Чибишев, има ли научни студии, лекува ли Алцхаймерова болест, лекува ли маслото од канабис тешки болести? Видите, јас ја поздравувам отварањето на дебата во однос на декриминализација и легализација на канабисот. Секако дека ние имаме одредени сознанија кои што не се за жал се уште подкрепени со релевантни статистички релевантни клинички студии. Имаме сознанија за субјективни, поединечни на помала група на пациенти дека одредени екстракти изолирани од канабисот имаат позитивно дејство или поволно дејство на одредени заболувања. Дел се тие што вие ги споменавте, дел се во некакви сега тековни истражувања, така да несомнено постојат одредени сознанија кои што се јавни, нели се соопштуваат јавно дека има позитивно дејство, меѓутоа ние како лекари прво сметаме дека за да може да се прогласи една субстанца како лековита или како благопријатна во однос на одредена болест, треба да поминат повеќе години на клинички истражувања. Еве, јас ќе ви кажам само за пример, за да може да се регистрира една субстанца како лек, која што е позната, не е ново откриена, потребни се најмалку 3 до 5 години научни истражувања во кои што учествуваат експериментални животни, доброволци и така натаму, се до конечната регистрација и пуштање во употреба. Значи, тоа е процес. Добро, меѓутоа во светот се отвараат се повеќе производствени погони, се произведува маслото од канабис како алтернативен лек, се промовира. Значи, јас тука би додал АКТАП, тоа Сан Франциско, значи кога излегоа хомосексуалците на улица и бара лекови за сида да не се чекат 5-10 години затоа што ви умираме за 6 месеци. Дајте да пробаме и така умираме. Сега, значи, јас зборувам, значи, моментално ситуацијата кај нас не е дека ние имаме избор. Значи, треба да се отворат очите. Значи, да се види, да се знае дека ние имаме ендоканабиноиден систем. Тоа е нешто што се криело до сега, значи не ни се кажувало. Тек сега се осознава што е ендоканабиноиден систем, дека уставено не балансот на нашето тело, дека ни е потребен многу, имаме, значи, нов термин има кој што се вика дека недостаток на канабиноиди во организмот. На endocannabinoid deficiency
ендоканабиноид. Вие на пиедестал го ставате канабисот како растение во дел од овие простори. Зошто баш канабис? Значи вака, не е чаробно стапче, дека сега ќе излечи све, али значи реално го балансира организмот, затоа што доктор Лумир Хануш, значи сега ќе дојде, значи беше тук, он е значи меѓу првите. Не го покануваме ние, Зелена алтернатива, тоа е друга организација. Они го поканува, значи носат тројца врвни доктори на оваа тема канабис. Значи они го изолира анандимидот, кој што е дел наш природен канабиноид, кој што ние го лачиме и кој што ни е многу битен за заздравување. Значи да се опоравуваме во било која смисла. Затоа е многу малку смешно кога збориме канабисот лечи све. А знаете, стварно лепезата е голем, од канцер до деменција, значи се викате ова чудо. Значи не е чудо ништо, значи треба да се променат многу работи. Значи од начинот на исхрана, пушење цигари да се прекине, нормално не може све, значи и да се прати, значи нормално прво да имаме истражување да можеме да знаеме што користиме. Ние не знаеме што користиме реално. Тек се Америка го почнува тоа, Швајцарија и така натака. За Уругвај, Португалија, значи постои ли опасност да западнеме сега во таа мрежа на алтернативната медицина? Нели сега веќе и прави голема конкуренција на фармацевската индустрија. Видите, сега после ова што го кажа господинот Симрин, јас мислам дека ние телумно не се покупуваат ставовите. Немам наспроти тајни ставови, а кога ја спомнавте, еве, глобалната легализација на канабисот, во Европа мислам дека во Чешка и во Португалија нешто има легализирано и во одредени сојузни држави во Соединетите Американски држави. Шпанија, како да, окей, значи и таму има лиценцирани производители на одредени препарати кои што се произведуваат од екстракти од канабис. Значи лиценцирани кои што под строга контрола на државата се лиценцираат. Кај нас исто така имаме лиценциран производител кој што од смолата од афион, која што нели под строга државна контрола се произведува одредени медикаменти кои што се користат во медицината. Истото се случува и со канабисот во одредени држави во светот. Меѓутоа, еве во Канада да речеме е легализирано. Колку јас имам информации, меѓутоа на секој препарат кој што се пушта во аптек или во употреба пишува: тековните или актуелните научни сознанија не ви гарантираат сигурност, ефикасност и безбедност. Значи на секој, исто како на кутијата цигари, на кој што пишува дека никотинот, кој што го содржи тутунот, предизвикува рак на белите дробови. И дека вие сте во опасност со тоа што... Значи, не правам компарација помеѓу никотинот и канабисот, а уште помалку би сакал да правам споредба како некои што нели во јавноста несериозно прават споредба помеѓу канабисот, никотинот, алкохолот, па не знам и некои други состојки кои што ние ги користиме во секојдневно. Тоа е многу несериозно за мене. Меѓутоа, еве, ви кажувам дека истото предупредување. Но да расчистиме, јас читајќи ги коментарите, вие неодамна имавте и една активност канабис ден, нели, со музика. Коментарите беа во контекст на тоа, еве, сега, овде, овој момент, да го имаме канабисот. Мислам, експлозија од радост. Работата дека имаме систем кој што треба да се промени. Значи бюрократите, тие што ги пишуваат законите, полесно би ги надополнувале со артикли вакви такви, али не би ги избришале. Што значи дека јас, мое решение на проблемот, сега со кој што се соочуваме ние, е декриминализација во наредните 10 години, да видиме какви се последиците по нас, по граѓаните, дали, значи, да не се третираат како криминалци корисниците на канабис, него како лица кои што имаат проблем. Дали на ваков начин одите примерно со легализација на марихуаната во медицински цели? Сакате на мала врата да ја протнете марихуаната за секојдневната употреба? Значи, видите вака, рекреативната употреба, значи, за мене све медицинска употреба. Реално, затоа што јас мислам дека подобро е... Не правите разлика меѓу джоинт и масло од канабис? Знам дека од канабис не починал никој, а знам дека од апчиња починуваат многу. Тоа е факт, значи ова не е дрога. Тука е
знаете дека е gateway drug, деме прво пробуваш марихуана, после пробуваш потешки дроги, значи не стои така работите. Реално, јас работам со корисници на дроги, значи од 10 до 15%, што е многу мал број на лица кои што користат опијати, пушат канабис. Значи не им одговара, не им годи. Значи тоа сакам, значи не е дека е така, тоа исто како алкохол сте пиеле или млеко сте пиеле некогаш. Сега мислам не е така. Какво е вашето искуство на клиниката? Вие имате одел кај вас, пред се носат зависници предозирани, имате одел за лекување, имате ли пациенти што користеле марихуана, какво е искуството? Значи вака, мене сега ми се измеша малку впечатокот. Не знам дали ние зборуваме сега за легализација за медицински цели или за рекреативни цели. Значи тука има, се извинувам само да завршам. Значи тука има една огромна разлика. Дали за едното или за другото. Тоа треба во старт да го расчистиме и да знаеме зашто зборуваме и зашто ќе се стремиме понатаму. Тоа е првата работа. Втората работа, значи јас као сега као клинички токсиколог зборувам. Нема лесни и тешки дроги. За мене има дроги. Значи дрога е дрога. Добро, тоа мислам дека малку несериозно сега да го коментираме, али дрога за мене е дрога. Јас исто најдов некој статистички податок, иако не се сложувам со него, со оглед на тоа дека прецизна статистика не е водена за тоа колку од нашите пациенти кои ние ги лекуваме од зависност од хероин почнале со канабис. Значи, некој светски процент е околу 10%. Лично сметам дека е повисок. Затоа што нашата статистика, која што се уште не ја сметам за релевантна, затоа што е на мала бројка на пациенти, зборуваат дека тој процент е негде околу 30%. Значи, претходно експериментирале, злоупотребувале канабис на разни начини и во различни количини, а после тоа во еден период почнале да експериментираат и со хероин и станале зависници од хероин и после тоа не сакам да го образложувам, тоа е многу сложено. Ние апсолутно сметаме дека оно што го кажа господинот Симеон, дека никој не умрел од канабис. Значи можда никој директно не умрел од канабис, а и никој директно не умрел ни од хероин, али од компликациите кои што ги предизвикува злоупотребата на хероинот, а и на канабисот, може да се умре. Ќе ви дам само еден прост пример. Значи канабисот како хемикалија тетрахидроканабинолот ја забрзува работата на срцето. Негде меѓу 20 и 50 удари над она што е нормално за индивидуата. А го симнува притисок. Таа комбинација од низок притисок и висока фреквенција за 5 пати ја зголемува можноста од срцев удар. И тоа е научно докажано на статистички релевантни клинички студии. И тоа е она што нас, да речеме, на некој начин деморализира или депримира кога зборуваме во однос на легализацијата или декриминализацијата. Иако сакам двата процеса да бидат одвоени. За двајцата, да не го заборавам прашањето. Дали марихуаната адолесценти може да застанат само на марихуаната? Значи, дали е добро деца од 12, 13, 15 години, дали знаат да стават контрола на целата работа? Би дал два примера. Португалија, Холандија. Значи внесува 10 години декриминализирање на дроги, значи може да се ги купиш за собствена употреба, се знае до која количина ти е дозволено, нема криминализирање, сакаш на третман, одиш на третман, не одиш во затвор, не крадеш, не правиш така, значи имаш хероински третман, немаш, значи све си имаш, све што ти треба. Има 50% опаѓање, значи 70% нови затвореници кои што се корисници, значи опаѓање, тоа е за 10 години дискутираме. Значи за декриминализација едноставно. Значи не правите разлика. Значи ова е во однос на хероинот што го кажавте. Ова значи има вака. Секој канабис е лековит. Има канабис индика, канабис сатива, канабис рудералис. Мора да се разбере дека докторот тоа што го кажа да точно е. Да, канабис сатива, да, прави можда по еуфорично стање, али сето тоа зависи од начинот на кој вие го конзумирате тоа. Значи не се конзумира за сите се исто.
Значи, канцер пациенти кои што се болни различно се третираат. Луѓе кои што имаат епилепсија различно се третираат. Луѓе кои што имаат аутизам скроз различно се третираат. Луѓе со астма, да, значи за употребата на канабисот, чисто како цвета, после вие во што ќе преработите, значи тоа е више ствар на потреби. Значи дали имате канцер, да кажеме, на дебелото црево, дали имате канцер на белите дробови, па треба да инхалирате, значи е добро инхалација, али инхалацијата е испарување сосем друго од пушење, значи нема таа температура. Правите ли разлика меѓу маслото и класично, да кажам, џоинт? Лекува ли џоинт? Значи да, во дадени случаи да. Секако, значи, психолошки? Вака, можам да ви кажам дека во најмал случај добро делува на целокупниот организам на човекот, али во најмала рака, ако и се случува некакви психолошки пореметувања, тоа е затоа што особата едноставно нестабилна, секогаш ги има и тие. Значи, мада нема алергичен, значи нема алергичен човек на канабис. Такво нешто не постои. Значи, очукувањето на срцето да, ќе земеш канабис индика, ќе пиеш улје или ќе пиеш сокови од листови, свежи, кои што немаат никакви психоактивни ефекти. Значи, вие внесувате канабиниди, али сосем други бројки. Значи, има многу канабиниди, 250, значи, и уште се изолираат, кои што секој има своја функција. Поентата е, значи, ефектот на целата билка. Никако, значи, CBD, ово што се пропагира, Sativex, да ни влезе маринол, тамо добринол или како се вика. Значи сите тие лекарства нас во суштина ни даваат, знаете, многу, да, 1% кај се лечат од луѓето кои што имаат мултиплекс и 1% на луѓето што имаат или 5% на епилепсија. А например дај им ја опцијата да си ја видат количината, има 4000 врсти, имате деактивација, значи колку ќе го активирате канабисот. Значи тоа е друга. Имаме и позитивни. Нас не треба лабораторија. Не, окей, сложам јас. апсолутно Сакам да се направи лабораторија каде што секој граѓанин на Република Македонија кој што дошол некако до улје, ќе може да испрати еден примерок и да му кажат колку има ТХЦ, колку има CBD, што има таму. Затоа што се прават неверојатни превари, што е жалосно. Значи на болни луѓе што толку се удира. Така да, а мора да се реши. Значи канабисот рипна цената, после Албанија и Лазарат и така. Може ли застанавме кај младите луѓе, на психолошкиот момент, на социјалниот момент да влијае? Марихуаната, зборувам за деца кои да, апсолутно. Видите, господинот Цимрин сега изнесе некои од податоците кои што се достапни јавно, нели во литература ги има, за одредени исследувања кои што се направени за корисноста на марихуаната. И тоа е окей, тука нашите ставови се поклопуваат, тука ние немаме ништо против. Меѓутоа, еве ние како институција, од каде што јас доаѓам сега во моментот, сум нели кратко ќе бидам одсутен на таму, ние ја следиме ситуацијата со канабисот и мислам дека лично сметам дека имаме голем проблем со канабисот, затоа што еден голем дел од младата популација, не сакам да шпекулирам, меѓутоа од 12 години па нагоре до 25 години злоупотребува марихуана. Значи, масовно се злоупотребува, иако ние немаме, а и нема да имаме во догледно време некоја прецизна статистика, затоа што, знаете, ова е Балкан тука и тука тешко се прави статистика, тешко човек може да дојде и да каже да, јас злоупотребувам марихуана или сум пробал 2 пати, 3 пати и веќе не пробувам. Тоа тешко кај нас се прави. Меѓутоа, еве ќе се навратам на она што го каже господинот Цимрин односно декриминализацијата. Ние кога работевме законот за опојни дроги, имавме притисок од одредени невладени здруженија, па и од одредени политички партии, да дозволиме употреба на дрога за сопствени потреби. Се, јас како клинички токсиколог, како експерт во областа, поставив неколку контрапрашања, кои што еве и тука јавно сакам да ги кажам. Кој ќе одреди дозата, затоа што во законот... Извинете, канабисот нема врска со ова. Не, чекайте се, зборувам сега зборувам за... Не кажувате за дроги. Значи, вие зборевте за декриминализација во Холандија. Така рековте? Значи, дека таму, ама не спомнавте и другите дроги. Значи, може слободно бидеш да си купиш... Значи, тоа е Португалија имаат 50% паѓање на нови корисници за 10 години. Тоа сега, за канабисот зборите или општо за дроги? Таму за општо дискутирам, али канабисот исто така... Значи, господине, чекајте малце, да тоа кажам. Значи, ја тоа го кажувам. Кој е тој што законската
доза или количина за лична потреба ќе одреди. Како еве на пример Уругвај, многу добро го направиле тоа. Чекајте да завршам само. Еве, на некој му треба одредена количина, карикирам 0,2 милиграма, карикирам, на друг му треба 0,5. Така? Да. Значи, неговата доза за лична употреба не е 0,2, законската тука е 0,5. Ако го фати полиција со повеќе од 0,2, ќе го затвори, така? Друго, кој исто така ефективно ќе го контролира некој што употребува дрога за лична употреба. Оди купува од одредено место 0,2 милиграма, ги става у джеп, иде на следната раскрсница и ја продава. Оди повторно купува, на втора раскрсница повторно ја продава. Зашто некој би купувал? Тоа веќе ќе се претвори во тешка злоупотреба. Зашто некој би купувал од него ако има легални продавници кои што... Ама легално ќе ја купи. Ние збориме сега за легална продажба. Затоа што се бараше декриминализација, значи, тоа нема да го зголеми злоупотребата на дроги. Да се употребува за лични употреби. Лично сметам дека многу ќе се злоупотребува. Ке така дилерите на значи никогаш нема да исчезнат. Ќе се зголемат. Значи во само ова ќе ви кажам, се зголемуваат. Значи се знае како да работите, значи едноставно работите се такви затоа што се работи за голем профит. Ништо повеќе. Значи да не се лажеме, фармаколошка индустрија доста губи, нема зашто да му плаќам на некој грдни пари затоа што ќе излечам од канцер. Мислам нема потреба, ќе пијам 1 грам улје на ден и тоа си има свој протокол како се стига така, значи у рок од 3 месеца ќе стигнеш, значи треба да користиш канабис индика со поголем процент на ТХЦ, значи не е нешто што ќе го најдеш, некој ќе ти го продаде, значи тоа е катастрофа. Значи заради тоа дури искрено мислам дека као да намерно значи се затвори Албанија, знаењето се доби, се затвори Албанија и почна да се пушта некое улје кое што не е улје, реално гледано. Значи не знам како да ви објаснам и сега нема успешни случаи се дешава, починуваат, значи на многу смешни начини, а имаме значи илјадници лица кои што се излечени, значи у Македонија кои што користат добри мод. Единствениот проблем е ова, илегалата. Нон-стоп сте, значи ја не викам канабис и други дроги тука све заедно. Значи јас викам вака, ве молам канабис да се извади од забранета супстанца, да се третира како било кое растение, нормално, како секое растение, ако ти мислиш да го продаваш, мора да ти биде по овие стандарди, ќе плаќаш на државата данок како што требаш, значи, али, за тоа, значи јас верувам во канабисот дека е билка која што ќе ни ја спаси днината на земјата и на сите наши деца. Доктор Чибишев, каков е ставот на владеачката партија? Вака се, прво сакам да му кажам на господин Цимирин, тука не ни се поклопуваат ставоите, значи јас не се сложувам дека канабисот не е легализиран затоа што фармацевската индустрија има големи профити и така натаму и така натаму. Значи, императив на секој доктор е да го излечи својот пациент. Ние затоа сме се нафатиле таа професија да работиме, затоа и вложуваме многу години подготовка, напор, учење, значи ние учиме 20 години за да можеме да му помогнеме на човек. Татко ме педиатар беше. Не се сложувам дека на крајот на краиштата Македонија во бившите ју простори беше најголем производител на опиум. На опиум, на покрај опиумот, на опиум. Значи ние играме, знаете како си играме, дупло ги читаме законите. И сега, извинете, само да завршам, и сега Македонија произведува опиум под многу строга контрола на државата и тоа е влезено во одредени закони. Сега, јас не знам дали сте ја слушале изјава, во една изјава пред 10 дена, премиерот Груевски зборуваше и на темата легализација на марихуаната и го каже она што јас практички сакам овде да го кажам и да го артикулирам, дека апсолутно не се работи дали ќе попушти на притисоци или не. Тој каже вака, дека ние не сме против легализација, ако во една сеопфатна, севкупна, широка научна дебата, во која ще ќе учествуваат прво сите засегнати страни. Второ, експерти од различни области кои што ја допираат оваа проблематика и се договориме дека корисно е да се легализира производство, увоз на одредени препарати
Значи не зборуваме за она што субјективно Што некој субјективно ни кажува дека подготвувал масло, го пиел и тоа многу му помогнало. Тоа мислам дека не е сериозно да го коментираме. Сето да се стави во систем. Да се стави строго во систем под контрол на државата, затоа што се работи за... Зашто да не се направи експеримент? Станца, видите, со луѓе експерименти се прават, меѓутоа за тоа треба многу предуслови претходно. Значи тоа прво научно да се истражи, да се консултираат сите засегнати страни, да се соберат искуства од сите држави во светот, а после тоа можеме ние во државата да решиме дали ќе го направиме тоа или нема да го направиме. Тоа е тоа што го... Ама тоа е процес. Сигурно дека е процес. Ја мислам дека ние не можеме сега одеднаш, сега и одма, затоа што некоја невладина организација или нека бидат и 100 невладини организации и бараат да се легализира, ние да кажеме да, окей, вие сте во право, ние ќе ја легализираме. Тоа ќе биде многу несериозно држава. И од институциите на државата. Позитивни примери, еве Кили да го земеме за пример кој што сам произведуваше. Ама Кили е субјект. Еден. Значи Кили е еден. Немам ништо против човекот. Океј си е, беше одличен актер. Меѓутоа он е еден субјект. Не можеме врз основа на мислењето на Кили ние да изведуваме заклучоци кои што ќе ги пласираме и ќе им овозможиме на сите во државата тоа да го прават слободно, а да немаат проблеми со законот. Да збориме на темата. Значи, тако глас ни законникот. Малце е шкаклив да организација не може да отвори тема на дискусија канабис, затоа што ќе каже пропагирате користење, рекреативна употреба. Ние на крај знаеме како стоат работите, знаеме дека не живееме во перфектен свет, така се работите како што се поставени. Например, првата, значи се прави вака. Има ли свест, јавна свест? Значи свест... Не, господине Симин, вака се ги извинете што ќе ме прекинам. Профит од канабис треба да се тргне. Значи, тие две работи не идат заедно. Значи, дискутираме за за друго гледање на работата. Например, лековите, јас мислам дека треба да биде медицината фри. Реално, јас така мислам. Без пари, како што беше порано. Татко ми знам како лечеше и знам како... Тоа веќе нема никогаш да биде. Здравствен систем нема, бесплатен нема. Значи, на цигарите пишува, цигарите убиваат, стварно убиваат, видите ги бројките 450.000 в Америка сама, годишна, значи страшно, марихуана нула во историја и сега ова се продава и пишува ова е забрането. Значи, а на крај, окей, сакам да пушам канабис, јас сум возрастна особа, која што не ќе да пијам алкохол, едноставно имам проблеми со етрата. Зашто да не пушам канабис, добро ми прилега, не пијам апчиња за да спијам, не пушам преку ден, значи пушам навечер. Пак се враќаме на рекреативната. Да кажам, не, ова е медицински. Не, борете, јас исто таа статистика што вие споменувате, ја видов. И мислам дека не е сериозно и во јавноста се пуштаат такви статистики, дека во Америка умреле 450 луѓе заради тоа што пушеле цигари. Еве ја ќе ви кажам, милиони луѓе на ден умираат затоа што злоупотребуваат одредени хранливи состојки. Да. Има луѓе што јадат месо и не знам, месото содржи масноти, па маснотиите ја качуваат концентрација, знаете колку луѓе умираат? Милиони. Од друга страна, и тоа не е сериозно да го коментираме, сега да го споредуваме со марихуана. Над 80% од младите што се уапсени со наркотични средства, 84. Над 80% да, добро. Прецизно 80%. Се фатени со таа тревкаста материја и лежат по затвори. Тука се развива и криминогената структура. Дали тука нешто може да се смени? Видите, нашите позитивни законски прописи не дозволуваат да поседуваш. Значи, ако те фатат да ја злоупотребуваш, никој не може добро за да направиш друго лошо. Никој не може да ти забрани ти да земеш и да пушиш. Меѓутоа, ако те затекнат на улица да имаш, ќе имаш проблеми. Ќе имаш проблеми со нашиот закон е како може да се реши? Значи нашиот закон вака гласи дека ако носиш во тебе смртен джоинт, одиш ником ништо, затоа што ти не кршиш јавен ред и мир, не го користиш за употреба, не го носиш за употреба, не е за продавање, бидејќи нема искази против тебе, значи не треба воопшто да те, али пак е проблем. Значи полицијата да те приведува. Али ако пушиш е више прекршачно, значи кршиш јавен ред и мир. Тоа е исто како да употребуваш било каде на улица, пијан, да пиеш и да правиш.
чудо. Видите, не знам јас кај сте го виделе ова, меѓутоа јас секојдневно гледам зависници кои што злоупотребуваат дрога, а полиција не може да ги приведе. Они можат само да им помогнат да ги однесат до првата здравствена установа ако имаат потреба од лекар. А инаку не сум. Дали политичката елита води вистинска војна со дрогата? Веќе кога сме до тој момент? Јас мислам дека воопшто тука не е прашање никако војна со дроги или било што, значи нема војна. Зборувам за потешки дроги, зборувам за дилери. Едноставно мора да се направи дистинкција. Значи канабис, значи вака. Природни суплементи има многу. Значи имаме отровни што не се забранети. Мак, нели, од опиум, нели, се користи во пити, све тоа горе. Значи има и богаини за третирање на хевенска зависност. Кој што е психоделик е забранет, а е крајно безопасен. Океј, има ајуаска, која што е за емотивна полка. Значи тоа све се билки кои се као забранети, али се протнува некако во законот. Али решава одредени проблеми на индивидуата. Значи со кој што он се соочува. Значи јас сум навлегол повеќе во овие работи, значи на овој начин, знам системски како стоат работите, јасно ми. Значи чим зборот анархија го свативме како безредие, значи онда нешто не е во ред. Значи јасно ми како стоат работите, али мораме да разбереме дека ова е за општо добро. Значи повеќе да бидат задоволни, значи да земеме период, затоа што само така може да пробаме. Ако не е добро, окей, се враќаме на старо или на полошо или кои се веќе опциите, нема да ние тука не решаваме. Секако треба да учествува целиот народ да се избере што сака, што нека алкохолот, прохибиција или исто беше забранен 20 сега не исто алкапонен или се ствараше се го има сите продавници до 7 часот или како год. Тоа е, значи мислам дека се админатира. Менче јас ќе се обидам на прашањето што го поставите да одговорам. Дали политичките елити се борат против зависностите од дроги? Сега ова е воопштено прашање. Вие како новинар кој долго време работите на здравство, сигурно дека го следите проблемот, имате многу сознание, можда во некои области и повеќе од мене имате информации. Јас сметам дека да, се борат, може и повеќе да се бориме. Ама дилерите се на улица. Дилерите се на улица, меѓутоа ние никогаш корупните дилери. Никогаш мислам дека не можеме да им доскочиме на дилерите, затоа што тие се секогаш еден чекор пред нас. Тоа е толку организирана структура. Полицијата, ние имаме одлична соработка, зборувам сега за медицински оддел. Че имаме одлична соработка со полиција во тој. Имаме неспособна полиција што се дилерите еден чекор пред не, видите, не се работи. Тоа е во цел свет така. Значи не е само во Македонија. Не е само во Македонија, секаде е така. Колку повеќе полицијата ги апси, толку повеќе има дилери на улица. Во еден одреден момент и корисниците или зависниците стануваат дилери. Практички сите се тие на некој начин дилери, затоа што тие зимаат одредена количина и во таа нивна соработка што имаат меѓу себе си делат. Тоа е ти малце тебе, малце мене. Мислам дека во последниве 10 години направен е еден значаен чекор напред во борбата против зависностите од дроги. Ние имавме програма, не зборувам за она што се носи во државата и пациентите треба сами да си го обезбедат. Зборувам за државната помош на таквите пациенти. Имавме програма за лекување на зависности со метадон, кое што мислам дека во моментот опфаќа околу 700 и 800 пациенти. И ние што беше падни стани. Така е, станавме 6-та држава во Европа, која што го воведе третманот со бупренорфин, кој што јас лично сум го работел и сметам дека е одличен. Не кажувам дека метадонот не е добар. Се уште сметам дека метадонот е најдобар. Иако работам со бупренорфин, се уште сметам дека метадонот, меѓутоа бупренорфинот дава надеж и им дава на таквите пациенти, тие се за мене пациенти, да имаат избор. И сега во моментот ние имаме програм на кој што имаме вклучени од 250 пациенти
кои што зимаат бупренорфин, а тој го партиципира, го покрива државата и годишно троши околу 200.000 евра само за тоа. Дали се согласувате дека внимателно треба да се оди кон со оваа проблематика? Зависници не се личи со бупренорфин, нити со метадон. Не, воопшто не зборувавме сега. Воопшто не зборувам. За другите Значи, вака, не сакам да ги ставаме во исти коп, затоа што може да и баш поради тоа и од пушење треба отише на хирургија. Кога би било малце појасно. Не, ама во почетокот ние говоревме, посебно говоревме го, посебно говоревме. Значи, сега го воопште. Дали сметате дека треба малку повнимателно да се оди со оваа проблематика? Значи, ние прво сега да дискутираме, не треба душе 3 вакви емисии, значи за дрогата вкупно да дискутираме. Многу болни видоа надеж во вас кога се појавивте, вас како здружение. Значи не јас. Значи не, јас искрено знаете како влегов случајно затоа што добро, вие Зелена алтернатива, младите на либерално-демократската партија, се не е важно кој. Значи ја на крај викам, ние сме пушиме, ке пушиме, значи не е проблем забрането, не забрането, не ништо не спречиле реално гледано, кој год и да врши работата. Значи да намалија, поскапеа, секако може да затворат уште милиони, па ќе се појават, тоа е тоа. Едноставно без оглед, само луѓе страдат, без потреба. Значи може да се реши сосема другаче. Значи да се изигра целата работа. И да биде, значи не треба да биде криминал да се решиш само да се стави под. Значи јас на тоа идам, значи не викам да продаваш. Ако продаваш, извинете, си се знае. Значи законите дали малце да се, значи да има разлика, не може секоја количина иста количина. Значи и еден член истото дело, истиот член и едно кило истиот член. Мислам, тоа сакам да ви кажам, све зависи од. Значи, јас се извинувам, само... Сметате ли дека има јавност, свест за такво нешто? Да знае секој да се стави контрола, да се стави контрола на работниците. Вака, значи, после понов кој што го правевме сега, не овој претходниот, значи имавме исто филмови, пуштавме документарни за канабис, јас се изненадив од присуството на луѓето, значи беше преполно, 50 на може да и 70 луѓе, значи зборуваме за постари личности, кои што користат, се снојува на не знам јас како значи не изгледа, така че не можете ли да прецепирате сосем другата страна на тоа што ние го гледаме како хипиците, не знам ти, небањатите, наркоманите, за различни жени. Ние овде дискутираме за знаете како, имате медикамент кој што е стварно добар. Знаете и сега криво ви не ве разбират, не ве слушаат. Ми викат луѓе пробајте, значи ако не делува не е проблем. Еве нека биде како што викате вие. Значи, зашто това не се проба? А има, значи, Лунер Кануш, уште го прави тоа во Израел, значи, он е чек, тоа работи, тој се Израел е чек, значи, го работи во Израел, значи, сега дали свесни сте дека многу луѓе гледаат надеж во вас? Зборувам за болните, а гледаат надеж во вас и тие што сакаат да ја користат секојдневно. Можам да ја кажам дека треба малку внимателно да одите по теренот. Значи, знаете како, мислам, внимателно, не внимателно, значи, тоа е тоа, не е нешто, значи, ние сме едноставно во, те принудува ситуацијата, значи, така ми се разбора од канцер, така да, малце, и тука прочекуваш, пронајаш, чекај, да е вака, така, значи, да, јасно ти треба влегаш криминална активност. Тука е проблема. Сега како треба малце да коочиш проблеми, сепак, значи, тоа се различни луѓе криминални, значи, тука зборуваме што се криминални структури. Кој што јас не би сакал да ги дружам тие луѓе. Реално, јас не би седел на маса никогаш. Али еве, се случува, тоа е тоа, не само тој ден ќе се видим и сега. Значи, извини, господинот Симеон во дел од својата дискусија спомена дека нив не ги интересира економскиот бенефит од сето. Така кажавте, нели? Па реално само треба да имаме се похумани, без тоа само. Не, знаете зашто го споменам тоа? Затоа што вчера случајно прочитав една колумна од представник на една политичка партија кој што тврди дека треба да се легализира марихуаната, со тоа ќе ја подобриме економијата во државата. И по мене тоа ме плаши. Значи, легализација е опасен термин, што не ми се допаѓа, јас би. Најдете, а колумната мислам дека има достапна на интернет. Мислам дека е достапна. Мислам дека е 21 век, ние сме доста интелигентни бити. Дека ќе има повеќе кратна корист за економијата на Македонија. Да, значи зависи ако мислите дека ќе се произведува, дека ќе се вработат луѓе, ќе работат на тоа. Затвора други фабрики, веќе ќе ви кажам. Чели, алколи или уште нешто така, затоа што
Значи вака, се работи, значи Никола Тесла... Борба ќе биде опасна. Тоа страшно ќе биде, тоа нема шанси да ја легализираме. Ако ги затвориме фабриките. Имаме, значи, знаете какви форми на легализација Америка? Значи, иде като сега, легален е метадонот. Така е. Најдете го во аптека, но ако можете, оставен, кој сега више не постои. Во аптека не може да го најдете. Тоа е контролирана субстанца која што се издава и се користи под контрола, строга контрола на државата и на институциите. Вие тоа треба да го подигнете како год. Добро, доктор Чибишев, ама мора да признаеме дека многу се користи биозепално, се користат други средства за депресија. Така е, меѓутоа споредба да правиме помеѓу нив и ова што го говориме денес, мислам малку несериозно. Мора. Истото што го кажав и на почетокот со бројките дека умреле 450 луѓе од злоупотреба на никотин. 450.000 веќе сигурно. Во Америка. Јас не велам дека не е така. Меѓутоа пак велам, милиони луѓе умреле затоа што јадат месо. Ајде веќе го забраниме и месо. Значи вака. Милиони луѓе умреле затоа што пијат млеко кое што има многу маслоти. Јас мислам дека вака Или јадат овоше кое што содржи зголемена концентрација на пестициди. И од тоа умираат луѓето. Малку несериозно е тоа, ама добро. Би го извадиле. Подобро е да разговараме за тоа, отколку да не разговараме и да не знаеме на што сме. Како доктор, дали во медицината случиле за ендоканабиниден систем? Чисто ме интересира. Дали некаде спомнат било што, зашто не е толку обрнато внимание, татко ме бил доктор, јас му ги чекал книгите доста и многу ме интересирало. И сега еднаш што читам сосем други информации, зашто? Значи ние сме учеле онаа медицина за кое што има одредени сознанија дека дава резултати. Дава резултати. Исто така оваа влада ја донесе медицината од Кина, ќе ни донесе акупунктура. Тоа не го пишува. Не, видите, тоа не е спорно. Друга емисија свикајте, ќе збориме за алтернативна медицина. Значи тоа не е спорно. Јас би сакала не е спорно. да завршуваме. Кинеската традиционална медицина, немојте ако отвориме дискусија за тоа, нема да има крај и ќе се фрапират од податоците што они научно, знаете Кина колку луѓе има? 1 милиарда луѓе има и они секој ден направат толку многу научни истражувања. Јас влезете на интернет да видите. 40% од научните трудови во сите области објавени во најпрестижните светски списанија се напишани од кинези. Дури и во самата Америка, најголем дел од научните списанија кои што значат нешто во науката се главни уредници се. Јас најдов една студија тука од Милош Бабич од Универзитетот во Аризона, кој што не прави дилема дали треба да биде легална, вели дека треба да биде легална, не е еквивалентна кокаинот и хероинот, но он вели дека не лечи рак, не лечи автоимуни болести, не е исто ако клетката ја извадите надвор во културата или кога е во организмот, така е. Човекот и строго да се забрани за употреба меѓу 14 и 25 години, бидејќи предизвикува психолошка зависност и ред други. Па мозокот е уште во развој, да. Не го познавам човекот, значи сега може да кажат сите све. Постојат различни студии, ме се интригира ова. За канабис сум слушнал такви работи што сувери сами дека ни една стотина од таа не е точно. Значи, ствари, како да се води кампања за да не стане јасно како можеме да се подобриме. Значи, нормално не е само канабис, како именување начин на живот, до нега, значи све тоа заедно. Али ова дава добар пуш. Значи, збориме за не психоактивни субстанции. Значи, освен ТХЦ, другите не се психоактивни, значи не мора CBD, не е психоактивни, значи уште еден куп такви, кои што може да се користат многу добро. И да комбинација со други лекарства може да подобро. Значи треба да се проба. Јас не викам дека се знам, далеко тоа. Значи, али мислам дека напредуваме и све колку што повеќе учам, гледам дека тоа е билка која што може многу проблеми да ни разреши, што се случуваме ние сега модерниот човек, што живее под ваков начин на живот, што живееме. Значи сепак не сме во планина, чиста вода, јабука, круша, 920. Мислам дека имаме и во конзистентноста имаме мал проблем, затоа што знаете истражувањата во науката се вршат со прочистени супстанции, идеално чисти, затоа што ти ако му даеш на еден човек една субстанција да сакаш да видиш како ќе реагира, таа мора да биде чиста. А надвор од системот, кога се прават одредени
и експерименти и се пробува нешто да се види дали може да предизвика позитивен ефект, тоа не е толку чисто како затоа велам дека има малку разлика. Ќе попушти ли ВМРО на современите трендови и на притисоците на активистите на страна сега клиничките испитувања? Сигурно дека ќе попушти ако таа широка дебата, научна дебата, искуствата од светот покажат дека навистина ова ќе биде корисно општо за граѓаните на државата, тука нема дилема. Нема дилема. Ако тоа навистина се убедиме ние самите и ние што работиме. Затоа што доаѓате од конзервативна десничарска. Апсолутно, меѓутоа пак велам. Строго лиценцирани производители, под строга контрола на државата и тоа да е докажано со релевантни статистички издржани клинички студии. На кои што ние ќе видиме, не на 5 пациенти кои што земале одредена состојка и им било подобро. Несериозно да изведуваме заклучоци ние врз основа на такви сознанија, не е сериозно. Жори, многу кратко, за крај имате нешто? Значи вака имам, сакам да кажам дека многу сега особено кога почува да се работи на оваа тема, сигурно сум дека ќе се разработи. Сега принципот кој што сите го сакаме е различен. Значи најдобро е, јас мислам на ние кој што ме најнеопходен да им се даде подхитно, да се види најдобрата солуција за нив која е. Значи секако јасно ми е дека економски ќе напредуваме, секако компанија би го посадили, не би правеле луѓе и би имало независна лабораторија која би го тестирала, што тоа многу би го сакал да го имаме да ни отвори владата за испитување на канабиноиди во парче луѓе кои што ќе биде под број, да кажеме, не е проблем, како што се врши во Израел, значи секој може да се прати во плико во пошта, адресата на Лумир Хануш, ако сакаш од тук испратимо ако не фатат, ќе стигне кај него, зашто е легално кај него, тоа го работи, ви кажува колку има постана што има. Али, значи тоа е више пак проблем законски, значи забраната субстанца. Значи големи стресови се, луѓето се више под многу голем стрес. И сега замислете уште и полиција, проблеми, значи нешто за кое што не би сакале да бидете дел од. Значи секако е, не знам, 21 век малце подругаче да ги гледаме работите. Да прифатиме што е добро. Значи тоа ми е многу битно, да ги прифатиме добрите работи. Тоа што не чини, фрли го. Колку год да се повторува. Јас ви благодарам што бевте гостин. Нема зашто, драго ми, да споделам нешто плюс.